Почтувани добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Отворен конкурсот за упис на студенти на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Слободни места има за 5037 бруцоши. Штипскиот универзитет го доби и првиот академик. Универзитетот Гоце Делчев во Штип го распиша конкурсот за упис на студенти за учебната 2018-2019 година, на кој се предвидени слободни места за 5037 бруцоши на некои од 15 факултети и академии. Од слободните места, 3078 се за редовни студенти во државна квота, 1064 се со кофинансирање и 895 места предвидени за воредни студенти. Согласно новиот закон за високо образование, оваа година учебната година ќе почне 1 октомври и затоа пријавувањето, да кажеме, и процедурите за запишување на студенти во новата учебна година се малку поместени кон крајот на август и почеткот на септември. Би сакал да ги повикам студентите од идните наши студенти, завршените средношколци да дојдат на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, бидејќи располагаме со соодветни услови, располагаме со соодветни студиски програми, располагаме со доволен број на квалитетни наставници кои можат да изведуваат квалитетна настава. Гарантираме дека ќе добиете квалитетно образование употребливо за времето кое доаѓа, гарантираме дека ќе имате добар живот во градот Штип и се надеваме дека ќе го поминете недобриот дел од животот во едно убаво место како што е градот Штип, еден студентски град кој се наликува на прав студентски град. Соодветно на конкурсот на веб страницата на универзитетот ќе видите поголем број на понуди што се добиени од одреден број на стопански субјекти како што е Елем Македонија, како што се рудници Саса, како што се други рудници Бучим и некои други објекти кои имаат објавено стипендии за одредени технички факултети и најнего се даваат стипендиите во овој момент за техничките факултети. Има така, мислам, поприлично голем број на стипендии кои оваа година ќе бидат достапни за студенти за запишување на Универзитетот Гоце Делчев во Штип на техничките факултети најголем број. Боев посочи дека оваа година во овогодишниот конкурс нема поголеми измени во наставните програми, во споредба со минатата година, освен со програмата на Филмската академија во делот на современ и модерен танц и на македонски и на англиски јазик. Првиот уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев Штип е на 29, 30 и 31 август и 3 септември, пошто следуваат вториот и третиот уписен рок во текот на месец септември. Согласно измените во Законот за високо образование, академската година ќе започне на 1 октомври. Инаку, ректорот на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, Блажо Боев, е избран за дописен член на Македонската академија на науките и уметноста, со што овој универзитет го доби првиот академик меѓу наставниот кадар. Тоа за мене представува една особена чест, бидејќи тоа е една највисока научна установа во Република Македонија, во која се развиваат науките на еден исклучително висок степен на развој и мислам дека и за самиот универзитет представува особена потврда на работата на универзитетот во тоа што една највисока научна установа, не само научна и образовна установа, даде, да кажеме, потврда на тоа што го работиме како универзитет и мислам дека е исклучително важно за универзитетот да имаме член во Македонската академија на науките и уметностите, бидејќи со тоа го потврдуваме и нашето присуство на високообразовниот и научниот простор во Република Македонија. Академик Боев, кој воедно е и ректор на УГД Штип, својата кариера ја започнува пред 3 децении на Рударско-геолошкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Познат е по низата научни истражувања како во земјава, така и во странство, а на македонската јавност и на медиумите и е познат како еден од најголемите истражувачи и познавачи на рудникот Алшар, односно тој учествува во мултипроектот Лорекс, чија главна цел е откривање соларни неутрони со помош на изотопот на оловото 205 во минералот лорандит од лежиштето Алшар. Во овој проект учествуваат научните гиганти како што се институтите Аргон во САД, ГСИ Даршмат во Германија и Рикен од Јапонија. Боев учествува и во научните истражувања во областа на геохемијата на животната средина, а и еден од основачите на научно-истражувачкиот центар при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Средното општинско училиште Гошо Викентиев годинава ги отвора вратите за упис на 442 деветооделенци во средно образование. Нуди 3 струки и голем избор на профили. Голем избор на профили во 3 струки, практична настава во склоп на училиштето и избор помеѓу 2, 3 и 4 годишно образование. И годинава нуди Средното општинско училиште Гошо Викентиев за упис на ученици во средно образование. И годинава ово училиште има место за 442 ученици, распоредени во 12 паралелки.
Имаме три струки: електротехничка струка, машинска струка и сообраќајна струка. Во електротехничката струка имаме профили од 3 годишно образование и од 4 годишно образование. Во 4 годишното образование се електротехничар за компјутерска техника и автоматика, електротехничар за електроника и телекомуникации и електротехничар енергетичар. Од 3 годишното образование од електротехничката струка се електромеханичар, автоелектроничар и електричар. Од електротехничката струка имаме и 2 годишен електропрофил, а тоа е автоелектричар. Во машинската струка исто така имаме профили од 4 годишно и од 3 годишно образование. Од 4 годишното образование се машински техничар, машинско-енергетски техничар и техничар за компјутерско управување. 3 годишно образование се автомеханичар и инсталатер на цевки, водоводи, заварувач, обработувач на метали. Од сообраќајната струка имаме само еден профил, а тоа е техничар за транспорт и шпедиција, 4 годишно образование. Од учениците потенцираа дека потребни документи за запишување се пријава за запишување која што ученикот ја подигнува од училиштето, оригинални свидетелства од 6 до 9 оделение, дипломи од освоени први, втори и трети места од меѓународни и републички надпревари од мајчин и странски јазик и наставни предмети што се од значење за струката, односно изборното подрачје и извод од матична книга на родените без оглед на датумот на издавањето. Првото пријавување и запишување на 18 и 19 јуни 2018, а ранг листите со резултатите и слободните места ќе бидат објавени на 20 јуни. Второто пријавување од првиот уписен рок е на 28 јуни, а резултатите и слободните места ќе бидат објавени на 29 јуни. Пријавувањето и запишувањето во августовскиот уписен рок ќе биде на 23 август, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 24 август. Критериуми за избор се средниот успех на ученикот од 6 до 9 оделение, како и средниот успех постигнат по 4 предмети, мајчин и странски јазик и 2 предмети што се од значење за струката, средна вредност од поени за поведение, како и дипломи од освоени места на државни и меѓународни надпревари. Локалната самоуправа на Кочани за 5 инфраструктурни проекти ќе бара финансиска поддршка од програмата за прекугранична соработка. Дел од апликациите се доставени преку Центарот за развој на Источниот Атлантски регион, но доправа ќе се утврдува кој од проектите ги исполнува условите за да добие реализација на терен. Во општина Кочани се подготвени 5 проекти со кои се аплицира за добивање пари од програмата за прекугранична соработка со соседна Бугарија. Вкупната сума што се бара за проектите изнесува околу 2 милиони евра, од кои половина се за нашата општина, а остатокот за бугарската страна. За 2 проекти, за кои се конкурира преку Центарот за развој на Источниот Плански регион, носител е локалната самоуправа, а тие се однесуваат на комунално и инфраструктурно уредување на централното градско подрачје. Едниот од проектите, што е заеднички со бугарската општина Рила, е за парковско уредување на околината на споменикот на слободата на Лукубија, со вкупна површина од 130.000 метри квадратни. Со оглед што во градот нема поголема парковска површина, намерата е просторот да се оплемени, како и да се поправат оштетувањата на споменичниот комплекс. Заедно со општината Разлог, аплицирано е за финансиска поддршка за доизградба на кејски ѕидови на коритото на Кочанска река, од последниот саобраќаен мост на северниот дел од градот до локалитетот Бавчалук, со што ќе се регулира текот на реката. Покрај овие проекти, поднесена е и апликација за целосна реконструкција на мултикултурниот центар, односно на зградата на поранешниот работнички универзитет Ленин, за што заеднички ќе се бараат пари со општината Гоце Делчев од Бугарија. Кочанското основно училиште Свети Кирил и Методи со партнерско училиште од истата општина е носител на проект за подобрување на енергетската ефикасност. Комуналното предпријатие Водовод пак е носител на партнерски проект за набавка на превентивен систем, така наречен дојавувач на пожари, што досега во Македонија практично и го нема, па општината Кочани ќе биде пионер во оваа област. Кои од овие проекти ќе добијат финансиска поддршка преку програмата за прекугранична соработка, доправа ќе се одлучува. Доколку барем 2 од нив влезат во фаза на реализација, тогаш од европските фондови ќе се добијат средства во висина од најмалку половина милион евра.
Започнати се градежните активности за асфалтирање на 2 крака од улицата Стамен Манов во ромското Мало во Кучани. Средствата се обезбедени од програмата за декадата на ромите, како и од буџетот на општината. Министерот без ресор, задолжен за имплементација на стратегијата за ромите во владата на Република Македонија, Аксел Ахмедовски, и градоначалникот на општина Кочани Никол Чуилиев во средата попладне го посетиле ромското Мало, каде се одвиваат градежните активности за асфалтирање на 2 крака на улицата Стамен Манов. Првиот крак, каде се работи во моментот на ископ на земја, е со должина од 136 метри и широчина од 4 метри. Проектот опфаќа тампонирање и асфалтирање со дебелина од 7 сантиметри. Вториот крак, што ќе се асфалтира, се наоѓа на левата страна пред фабриката за вода и е со должина од 185 метри и широчина од 4 метри. И на двата крака ќе бидат изработени потпорни ѕидови со должина од 25 и 30 метри, како и со широчина од 4 и 2 метри. За изградба на овие 2 крака на улицата Стамен Манов наменети се близу 2 милиони денари, обезбедени од буџетот на Министерството за транспорт и врски со одлука на владата за поддршка на имплементацијата на декадата на ромите. Со остатокот од одобрените 3 милиони денари од Министерството за транспорт и со кофинансирање од општина Кочани, во наредниот период ќе се бетонира уште еден крак од улицата Стамен Манов со површина од 205 метри квадратни. Исто така ќе се изградат и потпорен ѕид и пристапни бетонски скали. Виничките села се уште се соочуваат со недостиг од вода во летниот период, но и со лоши анализи на постоечките бунари. Од јавното предпријатие Солидарност со апел местните заедници да преземат поголема одговорност за водата што ја пијат секојдневно. Здравата и квалитетна вода во дел од виничките села се уште е проблем кој го засега местното население. Жителите на Градец имаат континуирани прекини во водоснабдувањето заради дефекти на главната линија, а село Лески не можат да го снабдат ни новоископаните бунари кои не го дадоа очекуваниот капацитет. Последните анализи кои се најдоа на дневен ред на Советот на општина Виница покажаа лоши резултати, а советничката од село Драгобраште Јасминка Петрова се пожали дека и нивното село се соочува со недостиг од вода. Од јавното предпријатие со апел и местните заедници да преземат поголема одговорност за водата што ја пијат секојдневно. Дајме се што во наша можност и повеќе од тоа дајме, особено таква ситуација како што сега доведена комуналната, која што го наследив, така не сме супермен. Значи идеме етапно, затоа мандатот трае 4 години пред се, идеме етапно за Драгобраште средата. Значи во планот ни е и ново бушотина ке вас, во Мало Чукати и поврзување со водовод во село Крушево. Инаку наскоро се очекува да започне изградбата на филтер станица во село Трсино, а жителите на Грлани само иницијативно побараа преземање на нивниот водовод од јавното предпријатие, чекор кој се чека да го направат и останатите местни заедници. Одбројување е насловот на романот кој што оваа година беше избран за роман на годината од страна на фондацијата Славко Јаневски. Истиот беше промовиран пред кочанската читателска публика. Во просториите на библиотеката Искра беше промовиран романот на годината Одбројување од Фростина Пармаковска. Ова е нејзин трет роман. Во трите случаи инспирацијата се поврзува директно со ликот, значи од таму почнува се. Откако ќе се појави таа некоја идеја за од прилика дефиниран лик, почнуваме заедно да ја бараме приказната. Ова е женски лик, кој што е сместен во едно општество, во ова секојдневие кој што го живееме сега, се соочува со тие работи со кои што се соочува. Не би сакала сега многу да откривам од книгата. Заедно ја бараме приказната. И така беше и за овој роман, како и за Вишнова хроника и мојот прв роман. За роман на годината Пармаковска конкурирала и со нејзиниот втор роман, кој што влегол во финале, но ете третиот Одбројување бил избран за роман на годината, зашто вели дека е голема радост, бидејќи со тоа делото добива на популарност кај читателската публика, а тоа најмногу му значи на секој писател. Делото го промовираше Ѓоко Здравевски, извадоци од романот читаше Мери Каровска, а за фондацијата Славко Јаневски зборуваше Звездан Георгиевски. Роман на годината се доделува по 19 пат. До сега го доделуваше Утрински весник, за жал Утрински весник згасна минатата година.
и една екипа од ветерани, би рекол, на тој весник, неговите основачи, сватија дека заедно со згаснувањето на весникот ќе згасне една убава традиција, а ние знаеме во Македонија дека многу тешко се прават традиции, а многу лесно се гасат и многу лесно се забораваат. Па така основачите на Утрински, Ерол Ризаов, Бранко Тричковски, Манчо Митевски, Љупчо Попуски и јас како тогашен уредник на културната рубрика на Утрински весник, дојдовме направивме една иницијатива да направиме фондација која ќе продолжи наградата натаму. Решивме фондацијата малку попрофесионално да се занимава со она што е запишано како нејзина дејност, со промоција и унапредување на културните вредности. Една од тие работи е и романот на годината, да го прошетаме што повеќе градови во Македонија и да го приближиме до што повеќе луѓе во нашата земја. Ќе го преобјавиме, тоа можам да го најавам вака, ќе го преобјавиме првиот роман на Славко Јаневски, значи Село за 7 јасени, во една книга заедно со втората верзија Стебла. Многу сме возбудени поради тоа, бидејќи романот излезе 1952 година и од тогаш повеќе не е објавен. И многу тешко може да се најде. На промоцијата за музичкиот дел се погрижија ученици од Основното музичко училиште Ристо Јоруков, кои свиреа неколку композиции, а љубителите на пишаниот збор можеа да се снабдат со примероци од романот. Настанот беше во организација на општина Кочани, библиотеката Искра и фондацијата Славко Јаневски. Од овој викенд во Македонија стартува караванот на улични шоу забавувачи под заеднички назив Баскерфест 2018. На турнејата низ државата во текот на 2 дена од идната недела и Кочани ќе биде дел од фестивалските екзибиции и забава. Караванот на традиционалниот летен фестивал на улични уметници Баскерфест од оваа недела започнува да патува низ Македонија. Стартот е закажан за петок и сабота од Охрид, а потоа ќе продолжи низ неколку други градови во државата. Според најавите од организаторот, и Кочани ќе биде дел од случувањата на овогодишниот Баскерфест, а уличните забавувачи кај нас ќе престојуваат идната недела на 15 и 16 јуни. Посетителите ќе имаат можност да проследат и интерактивно да се вклучат во повеќе од 20 точки на артисти од целиот свет. Ќе уживаат со акробатот Енди Ди од Канада, кој изведува акробации со помош на огромен хула-хоп. Ќе се забавуваат на Мистер Ф од Франција, баскер изведувач, кој гледачите ги освојува со джиновски балон. Акробатката Еспума Брума, која оди на јаже, ќе има адреналинско доживување, а од далечната Јапонија ќе гостува Хиро Сан, мајсторот на боречки вештини. Исто така, публиката ќе може да го види и Максимо Оптимо, кој беше дел од шпанската верзија на Јас имам талент со жонглирање со моторни пили, точка што предизвика бурни реакции. Ова се само дел од интересните баскери изведувачи кои ќе настапат на Баскерфест 2018, каде што покрај стандардната програма годинава посетителите ќе уживаат и во други интерактивни и едукативни содржини. Освен во Охрид и Кочани, караванот на Баскерфест ќе гостува и во Штип, Македонска Каменица, Велес, како и во скопските општини Ѓорче Петров и Центар. Следува информацијата од спортот. Планинарското спортско друштво Осогово од Кучани го промени името во Планинарски спортски клуб. Со тоа се најде во регистарот на спортски клубови, па ќе може да бара подршка за развој и унапредување на своите активности. Со одлука на управниот одбор, Планинарското спортско друштво Осогово промени дел од името, со што се менува и неговиот статус. Наместо друштво, тоа сега ќе се именува како Планинарски спортски клуб Осогово, а промената е веќе направена во регистарот на спортски клубови на Македонија. Со тоа, кочанските планинари се ставаат под ингеренции на Агенцијата за млади и спорт, со што ќе можат да конкурираат со проекти за добивање финансиска и друг вид поддршка за унапредување и развој на своите активности. Сегашната промена на името, иако изгледа само формална, има суштинско значење за натамошното обстојување на планинарството во општината и регионот. Со оглед на зголемениот број активности и порастот на членството, Планинарскиот спортски клуб Осогово прераснува во едно од најголемите спортски здруженија од ваков вид во регионот и пошироко.
Всушност, ова е втора промена во името и статусот на друштвото, откако пред 15 години тоа беше реосновано под името Осогово, како континуитет на поранешното спортско друштво Пониква. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.